малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Добро вечер, драги мои. Здраво. Ете, веднаш идеме на работната позиција, што значи вечерва ќе ги отвориме телефоните, немаме зададена тема. Ако сте паметни, знаете за што да зборите, а ако не сте, и така натаму. Не сме никои паметни, не сме никои глупи, сите сме онакви какви што сме. Имам доста ехо од звучникот. Добро. Океј, драги мои пријатели и пријателки, емисијата ви ја препуштам вам. Мислам дека дадов доста поводи оваа недела, политички и идеолошки и со гости и со мои монолози. Мислам дека кажав што кажав. Сега е наред, бар мислам да ги слушнам вашите размислувања. Не дека сум убеден дека некој нешто следи или, например, некој дека би отворил дебата за Джордан Питерсон. Тоа е веќе некој други нивоа, но сум изненаден, како што он на предавањата вели. Ја века сум изненаден што пуна сала е овдека, века што у вторник навечер млади луѓе дошле мене да ме слушаат. Петок имаме гласење, имаме ИРЛ, имаме изгорена болница за која никој не збореше додека не излезе документарецот. Да не излезеше документарецот, онака ќе си поминеше кој што си поминуеше све до сега. Ја замолувам режијата само да ги даде телефоните, ја у моментов немам графика, за да можам и нема потреба, баш е убав мирен вака екранот. Во ред. Така што, ако имате причина, Виберот не ми функционира Виберот само. That's the small problem. No Viber. Само тоа сакав да ви кажам. Добро, нека праќаат, пак им одговарам накнадно, но Виберот не е нефункционален вечерва. Вчера со гостинот не можевме да направиме во смисла лайвстрим, затоа што едноставно техниката откажа. Тоа е тоа. Се едно ќе повторувам јас на гледачите да не го користат Виберот или Viber. Добро е за дебата. Дали е Вибер или Вајбер? У некои други времења овде 2 дена имаше да дебатираме до сабајле, до рани зори ќе се дебатираше на оваа тема. Но се издува народот, не верува ни во себе, не верува во ништо, не верува во никој и од сите страни е обвинет дека е он виновен за едно или за друго или за трето. Ете го тој мој повод, а може би и ќе биде сега некаква тирада. Имено, скоро нема некоја анализа или некоја дебата на телевизија, онлайн, подкаст и така натаму. И се некои типци да дојдат и да речат така е, видете другите народи таму гинеле овдека, арно нека ви е, не се буните, супер ви е и така натаму и така натаму. Знаете што? Христијанинот нити искачал на протести, нити се тепал, нити се бунел, па победил. Да,
христијаните победија, па сега тоа што другите не знаат и уште што не е врачена наградата, тоа ние знаеме каков е резултатот на трката. Не е наместена, напротив. Така што ја нема да го критикувам народот и не треба да го критикувам. Знаете, оние, ја иде не ме гласа мене, ја еве не излегува на протести. Демек, искачањето на протести е кулминацијата на врвот на политичката борба. Знаеш што, ја повеќето од луѓето кои ги знам како интелектуалци, прво дегутантно им е у маса да искачаат како стока. Еве, што да ви кажам, не дека не треба и таков у даден момент се, но ние затоа имаме избори. Како ќе си гласаме, така е. Ама месте лепа, лал нека име. Имало причина зошто. Важно, ние сме направиле нешто. Колку? Толку. Но никој не може да го обвини. Овој народ премногу е малтретиран, овој народ е премногу мрцварен, овој народ е напатен. Дали е мрзлив, дали е ваков или таков, ните мое, ните ваше. Ако вие имате политичка борба, ако сакате да направите промена, постои начин. Ако ви ги местат изборите, оневозможете го местењето. Па не знам како. Еден џабер дерала ве влече за нос. Па човек, ама него го помогнале други. Изволте, нека те помогнат и тебе. Ама ќе ја снимам Македонија. Па и мене ќе ме снима. Дадов отпор колку толку. Моите дале отпор колку толку. Да е за пушка времето, па ќе ставам динамит и ќе се разнесам. Или како на времето што правеа, се посипуваа со Јан Палах, се посипа со бензин и се запали. Дали тоа помогне или не? Тоа е историско прашање на кое можете да дадете или да дадете еден или друг одговор. Човекот сам бира дал ќе се жртвува и дал ќе се бори. Но никој нема право да му каже што, како и зошто постапил. По мене, народов е премногу утепан, премногу измрцварен, утепан е пред се финансиски, во смисла не дека нема леп да јаде. Овој народ не умира од глад. Таа приказна умираме од глад, ово она не постои. Но овој народ е ставен на таков раб, на екзистенцијален раб, да природно си ја развил апатијата. Сега ќе го критикуваме зошто нема карактер. Па нема карактер, бе. Тако, тоа е македонецот, немање карактер. Ние што знаеме? Ние знаеме да се веселиме, да пееме песни, да пиеме ракија. Тоа е наше. Ако во рамките на тоа можеме да направиме нешто, окей. Политичка борба, па не ги критикувам ни политичарите. Политичарите се, знаете, вие ги критикувате политичарите. Говорете тоа. Но они се од нас произлезени. Исти карактер се кој што сме јас и вие. Ама тој крадел. Па и меѓу нас има крадци. Ама тој е корумпиран. Па ние не сме отишле на шалтера 100 грама кафе да не сме оставиле. Ама тоа е ради ред. Па кај нас ако е 100 грама ради ред, горе 2-3 милиона е ради ред. Ме разбирате? Тоа е менталитет. Вие знаете многу добро дека има земји кај што Бог да чува. Ај секогаш се навраќам на мојата прва средба со Европа, со Лондон и така натаму, во маркет, во самопослуга купувам цигари и ми враќа едно зрнце од пари овакво, викам немам џеп кај да го ставам, викам во ред. И се вртам да искачам. Со обезбедување ме застана и ме додека не ги земав парите не смеев да си отидам. За да после малце размислам дека, не знам, има обезбедување, има камери, можеби немало камери, можеби не, но ќе се појави вишок. Вишок во каса е по-страшно од што кусок да има. И се викаш, ментален склоп, едноставно општеството успеало тоа да си го избалансира.
И многумина се прашуваат дали тоа почне од главата или почне од телото. Сите викаат, корумпиран ни е системот, правниот систем. Французи се на суди, швеѓани, црнци, азијати, Бангладеш, поима немам, од кај се? Наши се македонци. Па, што да ти кажам? Катица Јанева. А што е Катица Јанева ако не македонка? Просечна македонка. Да и тросето, седнија да јаде, да пие. 5000 евра плата. Супер. 40 души работат за тебе, мерац. Дај уште нешто. Тоа е тоа. Ние кај нас имаме политичари кои се со децени у политика, у парламент и така натаму. И нема промени. На Запад е дегутантно после еден мандат да дојде промена, да речеш, окей, направив што направив и пријатно. И продолжува со својата кариера. Секако дека и на Запад има политичари од кариера. Значи, политичар кој останува цел живот и се занимава со политика. И тоа е во ред. Нема ништо страшно. Некој ќе речат, овој нема еден ден работено. И така е. Ама тој што нема еден ден работено, е во политика, најдемагошки е која мене ми држи лекции за животот, за работа, за труд и така натаму. Немам проблем со луѓето. Имам проблем со ставовите. Дали се тие на политичари или се на народот. Немам проблем ни со народот, ни со политичарите. Имам проблем со последиците од делувањето или неделувањето и на едните и на другите. Дали треба или не треба. И христијански, филозофски, идеолошки, но и човечки е да речеш ја си преземам одговорност. Не знам што сум направил, нели, ние сите арогантни, ама ја ништо не сум направил. Не, сите сме направиле нешто, ама јас сум чист. Монахот што не излегол од манастирските ѕидови, се моли за прошка зошто не направил нешто подобро. Затоа што он има своја борба и колку може подобро. И ја имам своја борба, колку можам подобро. Работата е прекини да плачеш, прекини да се валкаш у пепелта, у прашината, у калта доле, исправи се, крени ги рамењата, дигни ја главата и продолжи. И преземи одговорност за своите постапки. Религиозно само ова ќе ви го кажам. Бог се отелотворува, оној кој не создал нас и све ова, и доаѓа меѓу нас и вика, окей, вие нема да се спасите. Ништо не правите да се спасите, а сум ви дал вечен живот. Окей, страдате, лошо ви е, мрзливи сте, секакви сте, извитоперени сте, падната природа, не знаете за подобро. Не е битно, уопште не се занимава со тоа. Јас ги преземам сите гревови на себе. Убите ме. И ги преземам. И сега тоа е порака. Што треба ние да правиме у животот? Прво да преземеме одговорност. Ако немаме сила, ние не можеме да бидеме совршени како совршениот Бог, безгрешниот. Но ние треба да земеме пример, што треба да направиме. Прво, сопствените постапки. Доста со тоа, ама јас не е ова, јас не она. Дури и лажно да те обвинат. Океј, извини. Кај нас извини е не баре смртна пресуда. Си дозволил некој да ја признаеш вината за не знам што. Знаете што? Нека ве обвинат. Пардон, нека ме обвинат. Јанко, заради тебе е лоша ситуацијата во Македонија. Точно, прифаќам, јас сум виновен. Ќе ги сносам сите последици. Повелете. Жена ми ќе рече, ручекот
не си изчистил добро, ручекот не е убав, а ти си се утепал и од чистење и од готвење. Што ќе речеш? Така е, извини, ќе се потрудам многу подобро. Милион примери на такви ликови ми поминале низ животот, кои имале толку силно свое ја, толку чиста душа. Ја никогаш не сум бил таков, а би сакал. Само ќе ви кажам јавно пример кој го имав сретнато. Тоше Проевски непосредно пред да настрада на телевизија имаше издаден албум со преработки на македонски песни. И во тоа време многу модерно водителите, ај ќе ги вклучиме гледачите да постават прашање. Инаку вклучување гледачи е кога немаш капацитет што да кажеш, кога немаш капацитет што да го продолжиш муаветот, ти уклучуваш телефони и викаш молим те почни да збориш да попунам време. Што сум расипан. Не, добро. Се шегувам секако. И се јавува еден и му вика, тоше многу слаб албум. Многу лоши песни ме. У момент помислив, а го имав слушано за разлика од други, ја му ги купував CD-ата. Ја бев прав негов фан, иако му бев и личен пријател и стално ми носеше CD-а, не. Ја викам толку те почитувам и те сакам и оригиналите ги купував. Дури и промотивните не ги примав затоа што сметав дека 500 денари да дадам за мој човек, за онакво злато, вреди. А не пиратска копија и слично. Седно, тоа е мојот став и сега си викам, ќе го исклучи, ќе му рече, не знам што, викам, ја бев шокиран, затоа што албумот беше извореден. Преработките феноменални. Тоше пее, тоа е чудо едно. Ни сам не е свесен што има и колку има, но чисто искрено искачаше тоа од него. И му вика вака на гледачот. Некој пришипљенко, што викаше татко ми, некој мочко што се гледа, не може ни реченица саглам да срочи. И он му каже, не чинел албумот. Бре. А и водителите и телевизијата дозволија прашања да му поставува некој на Тоше Проевски. Или да даде рецензија. Ај бар прашања да беше, нели? Ја обично така викам, поставете прашање. А не, викам, имаш ли прашање или пријатно? За ставови свој, насамо ќе се вклучиме, пошто и гостинот нели треба да каже. И Тоше се врти и му вика, како што седеше вака, се исправи малце и ми вика, вака направи гест, викам, извини, многу ми е жал, ќе се потрудам да направам подобар следниот албум. Штурци, каубојски филм, двобој. Сите стојат, ќутат, штама, дува ветер, фју, се тркала сува грмушка. Ништо. Од таму балдиса, пошто и тој еден неурон на тој што се јави, и тој му умре. Се викам, ја да бев на негово место со некакви интелектуални фрази, ќе се самооправдав, ќе му објаснев за животот, за смртта, ќе му објаснував колку ја концерти су имал, што јас све се разбирам од музика, кој сум јас, Леонард Берштајн, за тебе бе, мрсул еден. Не, он вика, извини, ќе се потрудам следниот. Ја го угасна телевизорот и седев у празно, го гледав и си викам, Господи, шо ми правиш вакви работи? Така што основна работа е и Божја премиса на нашето битие е прво да преземеме одговорност за сопствените постапки. За тоа, дали сме страдале, не сме страдале. Дали сме биле хумани, не сме биле хумани. Дали сме помагале, не сме помагале. Основното е
не е животов ваш, твој, даден ви е. Кредит од банка која ќе земеш, се тресеш како ќе го потрошиш затоа што треба да го вратиш. Така и ние имаме нешто добиено и ни е дадено слободен избор. Што сакаме да правиме, добро или лошо? Никој ништо нема да ни направи заради тоа. Но, ние треба да си понесеме лична одговорност за секоја своја постапка. Ова ти е Библија, основата, основот на битието, бидејќи зошто ни е даден животов? Што е смислата на животот? Што е Бог? Што е космос? Не се прашања кои имаме капацитет да ги разложиме. Ние сакаме да филозофираме. Не, подобро е терај како да ја поправам патекава, што да направам за ручек за децата за утре, како да ги платам сметките. Ако имаш благодатта да се занимаваш со таа висока просветлена филозофија, ти ќе го знаеш тоа. Тоа е дар, тој не ти доаѓа од тебе. Ќе го осетиш, ќе осетиш таа енергија. Тоа е како уметникот кога му доаѓа порив да слика. Појма нема од кај доаѓа. Појма нема зошто. Ако учел техника, ако се, оној креативниот финалниот чин е најмистериозното нешто и тоа се прашања на кои нема одговори. Нема голема филозофија, а има и најголема, но наједноставната е и најправилна. Исправи се, крени рамињата, затни ја муцката и терај. Доврши ја работата. Ако не ја довршиш, колку можеш? Како еден фудбалер, верник, кој го знам. Како имаше голема слава. Играше вика еден надпревар, ке биде у емисија зборевме, не е важно кој. И вика игравме надпревар, вика абе толку, вика ја од себе, вика она давам, трчам на сите страни. Не бе ништо, вика. Толку се исцрпев, паднав. Паднав, вика, сите дојдоа, вика, мислеа дека сум повреден. Ја немав здив, вика, немав више дух, немав енергија во себе, немав тело, ништо, вика, испразнен. Само една мисла ми дојде, вика, ми се чинеше дека она го губам животот, млад човек. Вика, у тој момент само реков: Господи, ја не можам повеќе, дадов све од себе. Вика, ме крена, се напив вода, се освежив, позади аут линија, 1-2 минути, влегов 2 гола и победивме. Вика, се чуде, вика, од каде сето тоа дојде. Тоа едноставно, многу едноставно е животот да се живее, но прекинете падот на целово наше започна. Зошто се криете? Голи сме. Да не јадевте од дрвото? Змијата ме натера. Жената ме натера. Абе, човек, си направил белја, преземи си одговорноста. Може полесно ќе поминевме. И вие, и ние. Абе, судот, ова судењето, концептот на правда, е толку мистериозен од кај доаѓа, но апсолутно е некаква слика на сето тоа. На суд за исто дело, ако се покаеш, добиваш помала казна. А што да ти кажам? Пази, кај несовршен судија, кој ништо не му значиш, а не па кај совршениот татко. Си знаја добурек, полсат, доста беше. Добро. Имало некој на линија, Греота? Боже ме прости. Појма немав. Ке си ја затнев чорапава. Како беше? Гнушам се на начин кој водите емисију. На одвратен начин на кој ви водите емисију. Баш. Јунко Јурковиќ и така натаму. Му се извинив, му пишав, вика ми извини, стварно, вика. Управо си. Океј, драги мои, телефоните се ваши. Strangers in the night.
Се шегувам. Тука сум фокусиран сум. Ако глуматам, сега телевизија, знаеш, кој имаш камера, тоа е глумење. Дали е филм, дали е телевизија, дали е театар, сите нешто се фолираме. Ба, у кафана се фолираме кој ќе застанеш пред женска здраво. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Здраво и повелете. Цело време вечера те слушам, значи ве слушам или те слушам. Сум толку години ве гледаме и некојаш и на ти кој ќе преидеме, да чувствуваме блиски не друго. Многу теми вечера и не знам од која тема да почнам, на која тема да кажам. На која сакаш? Ја само пјампав колку да пополнам време дур да почнете да се јавувате. Ле, што не кажа порано, па јас ќе се јавам, ќе ти помогнам, ќе попљапаме заедно. Не, Да. ја монолог не знам, ова у диалог не знам да го терам. Ја ќе се изнакажам и сега земете слободно вие, говорете што мислите, што сакате од било која тема, било која област. Повелете. Ајде вака да почнеме, значи цело време кажате вие само сме гости на овој свет. Зошто сме тука, што треба да направиме? Како да си подобриме, значи дали да ги слушаме политичарите, дали да не ги слушаме, нели? За жал сите и во нашето образование не учат само да бидеме слуги на некого, никој не научи како да бидеме задоволни, среќни, успешни од животот, како да постигнеме повеќе, како сами да се избориме, него како да бидеме подредени во еден правец и да бидеме слуга на некого. Сега како да направиме, ако што е тоа што треба да направиме за животот да го поминеме поедноставно, полесно, не знам како да се изразнам во дадениот момент. Многу сум размислувал, многу сум читал, многу сум гледал. За жал капитализмот е само тоа. Не учат како да бидеме, значи, работници на некого. А треба да биде малце поинако. Значи, никој не научи како да бидеме среќни, како да бидеме задоволни, како да се посветиме на семејството, како да се посветиме на фамилијата. Имаше пред, ајде да речем, година или две излезе едно клипче негде во Африка, каде што му се дава храна на дете. И тоа дете ги вика сите своји најблиски другарчиња, пријателчиња да сподели храната, а не само да ја изеде. А во овој наш свет, значи, во кој што го живееме сега, се е некако како да брзаме негде, се е некако како надпревар, што повеќе да направиме, ама некојаш и тоа правење да го направиме како да прегазиме некого. Значи да удриме сопка, да сопнеме, да не дадеме подршка на било што, значи да му дадеш рака на некого да оди напред, него да го изгазиш, да ти да одиш напред. А тоа беше едно видео, ако се сеќавате, не знам, може би некој од нас, од вас, сите го имаме гледано, како детето ги викна другите дечиња и све поделија заедно без да се караат. Животот е многу краток, многу брзо поминува, а воопшто не се наслонуваме на работите кои што не прават среќни. А мислиме дека богатството, дека колите, дека авионите, дека становите, хациентите, базените ќе не направат среќни. Но не е тоа така. Значи најсреќни сме кога ближните наши ни се тука, сите се живи и здрави и кога имаме да се прехраниме. Све што е повеќе од тоа, а за жал, гледаме дека комшијата имал повеќе, овој имал повеќе, па ти се бориш да стигнеш повеќе од него. Па направил куќа на 5 спрата, а живее во Швајцарија, ќе ја користи тука еден месец-два, додека е на летен одмор, а тие пари што ги дал 500 години ќе оди негде на одмор и ќе му останат. Тоа е тоа на што многу се
се променија начините на видување на светот, погледот на светот, од една едноставна причина што уште од мали кога сме, така сме темпирани на начинот на живот, на начинот на стварање, на начинот на како понатаму. Не знам дали ќе се сложите со мене. Не е битно вие да си го кажете мислењето, тоа е најважно. Така. Значи, пред, може би има едно, ајде да кажеме 10-15 години. Патував према Охрид и на стража на една бензинска помпа видов едно мало книгиче кој го здипли моето сирење. Толку мало книгиче, а таков шамар, мислам шамар, по наводници кажано. Што си рекол самиот, Аха, да, добра. Да, што си рекол самиот на себе, како е можно едно волку мало книгиче, значи да не направи таков. Да, ме удри од земја, мислам искрено кажано. И буквално тоа е начинот, значи како да си ги отвориш очите. Како да направиш нешто повеќе во животот, а да не чекаш од никого. И не знам што да кажам, многу теми денеска зборувавме и околу Македонија и околу политичарите. Океј, еве, ајде да те насочам малце, фала ти за овој убав вовет, малце поабстрактни теми, малце почовечки, не секојдневна, нели, секојдневицата на политичкото битисување, но ја би те вратил таму. Еве, утре треба да има гласање за измена на уставот и влез на бугарите во уставот на Македонија. Имаш ли некој став, мислење околу тоа? Имав еден дедо, многу беше паметен, комунистички милиционер. Ја викаше, синко, 3 работи ќе ти кажам во животот, ако ги почитуваш, ќе видиш многу успешен. Никогаш, вика, не разговари со луѓето за политика, религија и секс, затоа што, нели, наместо тоа што работиш или се движиш, затоа што на тие 3 теми секогаш можеш да најдеш некој неистомисленик и да направиш некоја си, ајде да кажам, неубава ситуација. Денеска се плавите, утре се зелените, па кафеавите. Еве сега ќе ви кажам чисто личен пример од мојата фамилија. Значи, секогаш во Македонија, значи било кај ќе дувне ветрот, таму ќе се завртам. Јас поаѓам одлично од моето искуство, кога веќе сме тука околу, нели, таа тема околу бугарите. Пред, за и по Втора светска војна, кумот го крстил првиот мој чичко Миле. Значи, времето било црпско. Значи, околу Втората светска војна, татко ми е крстен, значи, се вика Борис, може и да замислите зошто. А после Втората светска војна, дали ќе погодите како го крстиле мојот, да речам, помалчичко? Одбивам на квизови да одговарам. Јосип. Значи, трите имиња многу добро осликуваат што се случувало во нашето минато. Значи, ако едниот бил, нели, Миле го рачунаат како да речем просрпско име, татко ми Борис, другиот чичко Јосиф. Значи, секое време си носи свое бреме. Тогаш, значи, во ова време најпопуларни имиња се Мирко, Мирка, Трајко, Трајана, Така, да си потрпиме, да си Трпе, Трпана, добро, окей. Да, имаше еден убав момент, значи, ајде да речеме, кога станавме, може би повозрасните од нас се сеќаваат, кога го праша Киро Глигоров, првиот бугарски председател или премиер, не се сеќавам точно што беше, за да ги ставиме ни во уставот, кога тогаш ја креиравме не судбината, него, ајде да кажеме, законите во Македонија. Тогаш бугарите изричито беа против да бидат ставени во уставот. Како наши поголеми браќа во наводници кажано така. Чекај. Не го знам овој податок, не ми е познато. Сакаш да кажеш, ова го знаеш како и историски факт? Дека во самостојна Македонија, ако можеш да ми наведеш, ја би прогуглал, во самостојна Македонија, кога се носил првиот устав, ако ве разбрав добро, само јас да кажам, па ќе ве оставам. Киро Глигоров предложил и бугарите да ги вклучиме во уставот,
Точно така. А Точно така. бугарскиот меѓутоа, председател во тоа време изричито одбил такво нешто. Така, дали бил председател или премиер, не ме држи точно разборот, не се сеќавам точно на која позиција беше човекот. Меѓутоа, со самото признавање, нели, и ајде да кажеме, нели, ние тогаш го подготвувавме и уставот и законите и све, и тогаш нема потреба, ние сме, нели, ваши поголеми браќа и така натаму, и експлицитно беше одбиено да бидат спомнати во уставот. И токму ради тоа и тие не се ставени, зашто што ни било нас проблем да ставиме, нели? Ако добро се сеќаваме, имаше на македонската радио и телевизија програма на албански, програма на турски, програма на бугарски јазик. Уште тогаш ние немавме никакви проблеми со никого. Ние сите ќе Барам се прво сетиме- кој бил председател на Бугарија 92 година. Дали беше Желјо Желев или некој Желју друг, не? Желев. Да, не ме држете за збор, ама Добро. тука беше Не, негде еве навер. сега отворив, уште само ова да го проверам, да гуглам Киро Глигоров за бугарите во уставот. Да видам што ќе ми даде. Наводно Стефче Јакимовски го има спомнато ова, дека во 92 година Глигоров на Желју Желев му понудил внесување на бугарите во Уставот на Република Македонија, при што тој категорично одбил, најверојатно и поради тезата дека ние и бугарите сме еден народ. Добро, окей. Значи, ова што го говориш го најдов веќе по мрежава. Добро, добро. Значи, не знам како да го кажам ова, не е проблем. Се кажува женска, кога ми се свиѓаше, ме откачи. Сори, те забореив, се оладив. Неќам ништо више со тебе, пријатно. Така, сладкар има една песна на оваа тема, да. Добро. нема. Ти ако е тоа се, ако се чувствуваш дека се искажа, ако не да те оставам уште малку. Ево, значи во секој случај јас ако ме оставиш мислам може да ме викнеш и гости на емисија заедно ќе пополниме тема. Слободно подпрашај ме уште нешто ако сакаш ќе поразговараме. Знаеш како не е проблем. Немам да се спомнат представа Бугарија. дали некој чека на линија. Иначе немам проблем да те оставам уште саат време, ама ако има некој на линија, режија, имаме гледачи, па би било фер да ги чуеме. Иначе супер ми е со тебе, немам проблем. Така, да. Фала ти многу, лека ноќи и пријатно. Веднаш идеме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Добро, малку шушкање, окей, линија. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав Јанко до тебе, поздрав до сите гледачи. Благодарам, Јас ќе сеам повелете. само да кажам за две теми малку. Првин ќе спомнам за лагата, уште една во низата што ги направи ова предавничка власт. Пред 2 месеци или месец дена кажаа дека поскупувањето на производите и ослободувањето на бизнисмените да можат да формираат цени, тоа ќе се случи од 10 септември. Излага. Значи, тие се случија вчера. Значи, 20 дена предходно. Значи, Ама, стварно, слушај, знаеш како вика народов? А ичбе? ма, 20 дена однапред. Срамота е ова. Оно не треба ни да се случат тогаш. Треба да се најдат некои соодветни мерки кои што ги спомнува да им помогне на народот, а они имаат аванта и провизија од овие бизнисмени, ќе ги пуштија, ги покачија цените астрономски на млечните производи, месото, ова, све отиде во плафон. Значи, ова држава, ова влада, не знам ја што мисли, дали мисли дека постојат овде и други луѓе, освен тие 120 пратеника во парламент, дека треба има и други луѓе кои што треба да живеат. Срамота ова што го прават. И вчера се јавуват на медиумите, се намалила инфлацијата за едноцифрена бројка. Кого лажат, бе?
кого важат каква инфлација? Па еве ги, сега овие цени што се покачија, фактички тие диктираат на зголемување на инфлацијата, затоа што нема покачување на платите, нема покачување на пензиите. Значи, фактички одма лажат. И као што спомнав, никој ништо не спомнал новинариве, твоиве колеги да исчепка, да видат дали е точно. Значи, јас се сретнав со тој човек и правев муабет. И ми рече, првиот пензијски фонд оваа влада го има исцицано за нивни потреби. Нема првиот. Од вториот пензијски фонд ја покриваат дупката за првиот пензијски фонд кобајаги. Немат пензии да платат, па за това и се бесни. Пензионерите не ги сматрат ни за живи, ни за мртви, ни да им искочат у сусед, барем да ги сослушаат. Срамота ова што го прават. Ова е невидено ништо. Ова поголема бандити, поголеми немало на оваа држава. И јас, значи, председателот на пензионерите, јас не искочувам да ги поддржувам нив. А нормално нема да искочиш да ги поддржуваш. Ова народна власт донесе со преку трупа без да ги праша пензионерите, ја ставија на власт со лажен избор и таа работи под диктат на оваа влада. Зашто работи? Затоа што од чланарина не знам колку милиони евра се легнуваат на сметка на пензионер, Сдруженијето на пензионери. Не е будала тој да оди да си оди да штрајкува. Деки, седи. идите вика баш. И сега, јас и Јанко сакам да ти кажам дека го имам решението како да го решат, да се реши проблемот со пензионерите сега што го бараат. Вака, едва чекам да го чујам, само сакам да се надополнам. Пази, оправданието како е? За пензионерите мало зголемување, за функционерите огромно. За функционерите можело огромно затоа што биле малце, па нивното огромно не оптеретува буџет, а ако отишле тие тоа што барале 18-19 илјади што бараат, што е пак мизерни средства, ако ги дале тие, тоа било 300 милиони екстра за буџетот растеретување. Па си викам, колку пари дававте за лубриканти, непостоечки фабрики и непостоечки патишта, мислам подобро да им ги даете на пензионерите, бар ке платат сметки за струја, за вода, за телеком и така натаму, барем компаниите ќе работат. Ќе платат за лекови, па веледрогериите ќе заработуваат, ќе плаќаат даноци. Мислам, нонсенсе, мислам дека платите, овие пензионерите платите не ги чуваат под перница, ги трошат одма. Знаеш што значи да трошиш? Тоа значи влегуваат пари во системот, на пазарот, во државата. Фабриките се ликвидни, прометот расте, све се раздвижува, маркети, ово, она, све иде тоа. Те молам, кажи ми како да се реши. Вака сега. Значи, пензионерите бараат 3000 денари да им се влезе во пензија како покачување. Сега, за да си реши това, бидејќи Ковачевски нема пари, наводно и министеркава кажа, ако се дозволи това, дека ќе крахира буџетот, значи, вака да се направи. Утре на утрешната седница имате еден пратеник од СДСМ влезене, тој е пратеник од Сојузот на пензионери. Тој пред да отвори таа джафери седницата, да искочи на бина, имам предлог, барам подршка од 10 пратеника, да ме подржат, барам да се во законодавна правна комисија разгледа предлог да ова 79%, 80% што го покачија на пратенициве, да се направи негова преобработка, 20% да влезе за пратениците, тие 60% да се пренамена тие средства за сите пензионери и државата да најде средства уште неколку 10% треба од буџетот и точно ќе покачат пензиите на сите пензионери по 30%. А да не збориме, ти си потполно во право. Службени возила,
купуваат Се утепа од крадење, бе. Абе, шајка не закова, се утепа од крадење. а тоа ти викам, Си дадоа 150 на сите милиона евра дадоа, Дали, знаеш што ми е трагедијата? Што никој од нас, од вас, никој не знае колку пари се дадени за невладени организации за пропаганда. Никој, појма нема. Уствари, шо па јас, Арно ми викаат, бе, не збори Јанко, кој те... Ја ке зборам, значи, тие невладени организации ги пумпат со пари невидено. Зашто на сите телевизии оној новинар Зоран Иванов дури ќе се тепа со говорниците, ќе се тепа, 500.000 евра има земено син му од владава тендерче. Оној што е Добро, да не ги набројуваме. Да не ги набројуваме. Океј. Значи, голема сума на пари ги форсира оваа влада. Тоа е твојата шема која мислиш дека може да успее за да им се помогне на пензионерите, така? А како не може? Океј, моje следно прашање. Во петок ќе има гласање за влез на бугарите во Уставот. Што ќе се Нема да случи? има гласање, него Талат Џафери ќе отвори седница за отварање на Уставот за вметнување на бугарите како рамноправен народ или во преамбулата, не знам како ќе гласи. Он ќе отвори дебата, а нема да има гласање, ќе има дебата, ќе искочуваат ови од предавнициве, ќе зборат како Османи што имаше на табла, што презентираше како се да не мисли дека ние сме ретардирани, па ќе не прави будала. Како може? Па него му е гајле, он се искеширал, тамо може Бугарија му фрлала. Не, полека, не рипај од тема на тема. Доврши ова. Што ќе се случи у петок? Рече ќе ја отвори, ќе има дебата. Ќе отвори седницата, ќе се јават неколку пратеници, ќе подебатираат, ќе даде пауза, накнадно ќе ви известам кога ќе биде гласањето и толку. Или ќе дебатираат, ќе се јават сите СДСМовци да се прават патриоти, ќе искочат на говорница, ќе зборат и ќе помине сите тие што се пријавили за зборење, ќе заврши седницата и нема да има гласање, него тоа право си го имаат они донесено, ќе каже ја затварам седницава, а накнадно ќе бидете известени кога ќе биде гласањето. И така ќе го договлекува додека да дојдат парламентарните редовни избори тамо до година. Дали мислиш дека е паметно ВМРО-ДПМН да присуствува на оваа седница? Јас знаеш што мислам? Значи мислам јас вака да кој ќе отпочне седницата да се јави процедурално председател, координаторот Митревски ми се чини и да рече јас процедурално сакам нешто да прашам и да ги рече ги повикувам сите пратеници кои се за против отварање на уставот по ваков дитат, нека дигнат рука и нека се сними тоа. Да се види дека немаат они тие 87 и да не се јават за дебата, да не се јават за дебата, побрзо да заврши тоа. Може со две руки, мислам, така дојде и на власт. Може? Не мора со две руки. Сите што се тамо само со една рука да дигнат, ќе се види дека немаат они 80 пратеника. А мислиш дека не можат пак да дигнат по две раце стоечки и да ги внесат бугарите на исти начин како што ги внеса? Како што си прогласија нова влада? Нема шанси. Зошто нема шанси? Абе го видовме тоа уживо пред нас го направија. Нема шанси тоа да биде. Зошто мислиш дека нема шанси? Тоа прочитана песна е. Нема. И ако е прочитана песна, ете, и ќе го направат, ќе внесе. И што ќе се случи? Ништо. А ја беља правам. Не, ќути Јанко, не јади бурек да не се сетат власите. Како Па ја не знам, ја само што сакав да те отерам кај што не треба, мајде викам се. Што им даваш идеја како да прават? Стварно, јас сега им давам идеја како да го направат тоа, да види цела Европа, цел свет да види, значи да искочи координаторот и да каже ги повикам сите во седницава кој е за против отварање на уставот. Нека кренат рака, со мобилен телефон нека снимат и еве цел свет нека видат, новинарите нека видат дека немаат они 80 пратеника. И да се искочат. Дали мислиш дека нели ставно имаше некои
и не знам, и подкасти, и анализи, и ово, она, дека ВМРО ДПМН ќе гласале за, дека ја продале Македонија и така натаму, и тоа го зборат, па да речеме година, година и пол и така натаму. Што мислиш ти, дали ВМРО ДПМН и Мицкоски ќе одстапат од она што го зборат цело време, дека нема да дозволат внес на бугарите во уставот под притисок на Бугарија? Нема да дозволат. Мицковски ќе си остане на зборот, сите пратеници што се во опозиција нема да гласаат за отварање на уставот и кај да е ќе си имат избори, ќе си дојде ВМРО на власт, а сите што правеле вакви проблеми како што се тие 8-те што го сменија, што го направија Преспанскиот, да си отидат у Идризово тамо и да си одлежат тоа што треба да се одлежат. Викаш дека сега немаат то суми на овие или десетмини? Нема шанси. Нема? Па имаат и пратеници од ке нив што не гласат, да речеме, Павле Тајанов е еден. Значи сега им треба 9 души. Плюс мислам дека и оној Диме Велков и тој нема да гласа. Така мислам. Значи, ај за овој врти капава од Кавадарци за Панчо Минов, тој не му верувам, тој за Лижевче ќе се предаде, а камоли за пари. Кој? А име како? За кого збориш? За Панчо Минов, он не ви викаше у Кавадарци, ја нема да дозволам овде да се збори на албански, да има табли на албански. Го изгласа и Преспанскиот и све. Најголем вртикапа е тој. И со ВМРО беше, и со СДСМ, и со Љупчо Георгиевски. Само се дува тамо и ќе искочи на говорница, ќе бистри памет тамо. Одиве тамо. Значи ти викаш има за и ова... луѓе од СДСМ што нема да гласат за промена на уставот. Тоа ќе биде интересно да го видиме. Значи, ти викаш да не се секираме на темава, да гледаме ова со пензиите ни е побитно, нели? Значи, ова власт подхитно да си најде начин, како што најде 150 милиона евра да им даде на Бекстел и Енка, шајка да не стават. Од кај ги најдат тие пари? Исто така нека се потрудат, нека најдат пари на пензионерите подхитно. Абе, како 6%, бе, 6% нека земат они еден месец со пензионерска наплата, нека живеат. Не може да живеат. Ене ги онамо испокупија јахти, вили, викендици и човече, цели острови купија у Грција, се шепора тамо со хеликоптери светуваат во јахти, човече. Добро, ти благодарам за твоето јавување. Лека ноќ и пријатно. Тоа беше гледачот со неговиот став. Ние синоќа имавме господја Глигорова од движењето Нон Пасаран. За жал, ја изгледа со годините или можеби рам меморијата ми е преоптеретена, ме подсети дека Маријан Ненов беше гостин, имаше едно кратко гостување тука и зошто не го поканив повторно од 2019 наваму, фафата и корона и така натаму. Маријан Ненов ќе го поканам повторно, бидејќи и тој голем борец за граѓански права, за извршители, против извршители, против неправдите кои ги доживуваат граѓаните и така натаму. Интересно е, не заземам страна, секој гостин си има свое право, што например за ставовите на Глигорова адвокатот Јанаки Митровски изјави дека незините ставови се, благо речено ќе парафразирам, дека се неточни, дека е манипулација и дека новиот закон кој она го објаснуваше кај мене не е таков, дека сосема поинаку е правното тумачење. Најверојатно и Маријан Ненов ќе го поканам, но и Јанаке, ако ништо друго, од неговото драгоцено време, бидејќи е преактивен адвокат, може би ќе го викнем во емисија телефонски, барем да објасним, ме заинтересира за целава работа. Ја имам простор за уште едно јавување и би сакал до крајот на емисијата да се подсетиме на гостувањето на Маријан Ненов, што добијам дека снимката е во ред и наместена е на проекторот. Тоа е на филмска лента, знаеш она. И проекторот сега додека се намести, па најверојатно прегорела си аличка, па црно-бело е, да, не знам, вајда тонерите стигнаа тонерите, пратија тонери, ги протнавме од Алиекспрес, тонери. Мислам, мора, вие гледате у боја, за да гледате у боја, ние имаме тонери, имаме црвена, жолта и зелена
И тие се мешаат и така натаму. И тие се трошат од време на време. Бог да чува сум ја. Океј, дали имаме гледач? Не. Дали е Маријан Ненов спремен? За 1 минута. Океј, драги мои, четврток, повторно ни се враќаат топлите денови, иако искрено ја измрзнав од климата. Ќе се чуеме утре и ќе имаме некои плюс впечатоци, секако со отворени телефони. И ви благодарам за реакциите. Ја не очекувам масовни реакции за емитувањето на епизодата за библиските приказни, предавањата за психолошки, за аспектот на Бог од аспект на психологија, како концептот на Бог, предавање на Джордан Питерсон, за кое можам да кажам, јас сум изненаден, бидејќи имам толку како рибката Дори сум од цртаниот филм, која одма заборава, со часови можам да го следам, не да го гледам, туку го слушам и точно го разбирам што збори. Дали тој човек со тие зборови што ги изговара, се таа фреквенција во која кај мене буди една потполна фокусирана енергија да го разбирам што збори, или може би се напротив, не сум се ни анализирал, но феноменот на моја концентрација да го следам со толку интерес и да го разберам и да се фасцинирам, он збори така едноставно, си викаш, човече, како да сега треба да ви опишам масата и да не знам како да ја опишем. Он вика, има црно едно, друго, тоа се подлоги, гумирани подлоги, има тастатура, чаша, микрофон, маусот, во една заоблена форма и тоа е тоа. Викам, како ја не... Така ми изгледа дека ги објаснува работите кои ние длабоко религиозно ги прифаќам, здраво за готово, но ме радува, бидејќи многу литургии сум имал, најверојатно сум акумулирал, но никогаш не сум се потпрашал што во суштина тоа значи што ми е кажано. И само покажува колку е длабоко значењето на некои библиски приказни. Почнува од почетокот и што тоа значи концептот за свест, за битие, за вика компарирано од една страна религијата, со друга страна, од друга страна наука, 30 годишно негово истражување со референции од стотици, ако не и 1000 докторати, клинички истражувања, севкупна наука, бидејќи и психологијата е екзактна наука, како што е хемија, физика, математика, која е прецизна, методолошка, и кога се спојуваат овие две работи, ми се чини како, знаеш, кога ќе станеш утепан, не можеш да гледаш и ќе капнеш прокулин во очите и кога ќе ти вау, види што имало у светот. Океј, премногу драматизирам, многу е поедноставно и просто е за уживање и сум благодарен што имам можност да уживам и со тој луксус да се занимавам. Сум благодарен зашто не сум роден во Африка, каде што деца и родители, цела фамилија со раце копаат ретки метали за правење мобилни телефони, за да преживеат, за да заработат, не знаат ни телевизија, ни јавување во емисии, ни работа и така натаму и така натаму. Секогаш во споредба живеам подобро. Значи, секогаш ќе се споредувам дека живеам подобро и дека може многу полошо да ми биде. Ние имаме у молитвата една малце само шамарачка и викам ти, кога нешто лошо ќе ти се случи, тоа е она духовно водство при исповед, една од првите работи, кога се соочува со нешто страшно, тешко, лошо, ужасно и така натаму, велиш, ти благодарам Господи за оваа борба, каков што сум заслужувам многу полошо.
Господи Исусе Христе, помилуј ме мене. И тоа е една мантра, која мантраме без да ја размислиме, ако ја размислиме, тоа е тоа. Е така Джордан Питерсон некако ми прави муабет на оваа тема, бидејќи кога ќе седнеме со пријатели, ние стварно некако не ги допираме темите што е. Брзината на живењето некако прекратко е додека се прашаме што правиш, како правиш, нема летаргија. Но добро, како што рековме, преблагодарен сум за се ова што ми е дадено и уште поблагодарен за оне што ми е одземено. Маријан Нено 2019 нон пасаран. Не заборавете, овие луѓе сериозно се борат. Правилно, погрешно, не навлегуваме во тоа, но застанале нешто да направат некаква промена. Поздрав од мене, Маријан Ненов, гостин. Почитувани гледачи, добро вечер уште еднаш. Имам уште еден гостин, малку само да ви кажам предисторија, зошто и како. Се работи за господинот Маријан Ненов од Сдруженијето Нон Пасаран, кој се залага за правата на собствениците кои се исклучија од системот на парно грејење и сите проблеми кои им произлегоа од тоа. Маријан се јави кај мене во емисија и јавно се договоривме дека ќе го поканам во емисија. Мислев малку подоцна, но моравме на брзина вака да направиме адхок, затоа што утре е значајно. Маријан ќе ви објасни се. За да биде фер целата работа, Маријан ми напиша вака и дури ми сугерираше во неговата порака: Јанко, ова е мојот број, те молам се, чуеме се, договориме. Покани ги и како сугестија Димитар Петров, бившиот председател на регулаторна комисија за енергетика, и Методи Стојчев, управител на Балкан Енерджи снабдување Доја. Маријан, ја ти благодарам. Добро вечер, добре дојде прво. Добро вечер, Јанко, ја ти благодарам на повикот денеска вечерва да видам овдека со тебе во емисија. Ја послушав твојата сугестија дека би било покорисно да гостуваш вечерва. Нема време да ги поканам и овие гости. Јавно, овие имиња што се спомнати, има отворена покана до нив за гостување во емисијата, ако сметаат дека треба да реплицираат на нешто од ова што вие вечер ќе го изнесете. Може на кратко предисторијата на целава ова... Може, само неколку работи само сакам да кажам. Мене ми е жал што господата вечерва не може да дојдат. Не ги поканат. Јас еве ги поканувам јавно на кој сака медиум. Нека ме поканат, јас ќе дојдам. Значи да се соочиме лице во лице со нив. Уште една работа, сакам да кажам дека Нон Пасаран не се залага само за исклучените, туку се залага за сите граѓани, се залага и за приклучените граѓани, односно за подобар квалитет на грејењето, за помали сметки во грејењето и кога ќе се направат услови, ќе повикаме и овие исклучени да станат повторно вклучени. Така. Да. Сега добро. Сега може да кажеме малце и за историјатот за парно грејењето во град Скопје, бидејќи во друг град нема парно грејење. Парно грејењето беше на граѓаните на Скопје. Значи тоа беше градско парно, меѓутоа тоа во еден момент се приватизира. Од кога се приватизира, значи настана приватна компанија која што имаше некое раководство, па негде околу 2007-2008 година се покачија и цените на парно грејењето поради енергенсите, но ние мислиме дека поради алчноста на ова раководство на тогашна топлификација. И во тој момент огромен број на граѓани, односно домаќинства, се исклучија од системот за парно грејење. Бројките зборат за негде околу 20.000 домаќинства, што не е мала бројка. Тоа значи дека навистина имало проблем, навистина било скапо. Јас половина знам дека не само што беше скапо, туку беше парното и многу неквалитетно, значи грејењето беше во тие години. За да го спречи ова, раководството на топлификацијата тогаш побара помош од раководството на Република Македонија, односно од лица од владата, и тие направија една средба во 2011 година, на која што побара помош да се вратат исклучените назад во системот, меѓутоа не го направија вистинскиот чекор, тоа е со квалитет и со добра цена, туку сакаа присилно да ги вратат граѓаните назад во системот, но таа помош не ја добија од владата, топлификација не ја доби, поточно средбата беше со господинот Никола Груевски тогаш.
Наредната година, 2012 година, се десија низа активности. Јас ќе ги набрам како факти. Тоа се факти кои што може да се проверат во македонски медиуми и во руски медиуми. Значи, дел од нив може да се проверат. А тоа е во јуни месец 2012 година средбата на Никола Груевски со Леонид Лебедев во Русија. Леонид Лебедев е бизнисмен кој што работи со грејење во неколку руски региони. Моментално има потерница по него за, мислам, нека $222 милиони. Русија го бара, меѓутоа не може, тој има двојно државјанство, има и кипарско државјанство. Може да видите доста статии за него, за тој господин. Режија може компјутерот? Веднаш после оваа средба, некој месец и пол, формирана е на 6 август БЕК АД. Тоа е компанија која што претежна дејност е консултатска компанија. Токму таа компанија е формирана од фирми кои што се под собствеништво на овој господин Леонид Лебедев. Да. Меѓутоа, недела дена, интересно е дека недела дена пред да се формира таа компанија со 50.000 евра капитал, искочија, односно регулаторна комисија за енергетика, тогашниот состав, на чело со Димитар Петров, тоа е господинот кој што барав да биде присутен, донесе нови правила за снабдување со топлинска енергија. До тогаш, исклучените од системот за парно грејење нема никакви обврски да плаќаат, ни според закон. Меѓутоа, во јуни месец, на 31 јули, се донесоа новите правила во кои што им се наметна обврска на граѓаните, односно исклучените, да плаќаат дел од сметката, односно некаква се измислена ангажирана моќност. Морам да кажам и што е тоа ангажирана моќност. Ангажираната тоа го има моќност и во струјата, што го нема. Значи тоа го нема повеќе во ниедна сметка го нема. Ангажираната моќност е поврзана со инсталираната моќност, односно она што го имате дома како парна, како цевки така натаму. Меѓутоа, ако вие дома немате парно, немате радиатори, тогаш немате инсталирана моќност. Немате инсталирана моќност. Ако немате инсталирана моќност, не повлекувате ни ангажирана моќност и не може во сметката да ви наплатат ангажирана моќност. Толку едноставно. Да. А сега во 2012 година се случи и некои други работи. Имаме доста променет состав на Уставниот суд, тоа е интересно. Во 2012 година имаме се создаваат 3 нови компании, тоа се Балкан Енерджи снабдување Доел, Балкан Енерджи дистрибуција Доел и производство Доел. Тоа се компании, реков Доел, кои што се создадени со капитал од по 5.000 евра. Тоа се случува на 27 ноември 2012 година, за да после 32 дена на 31 декември истата година, овие 3 компании ги добидат лиценците за снабдување, производство и дистрибуција, а Топлификација јако остварува профит во тој период, се мистериозно се откажува од овие лиценци. Наше мислење е дека некој пробал да им отвори пат на оваа компанија за да таа профитира. И овај до ден денеска ние ги чувствуваме овие последици од тогаш. Оваа компанија почнува, односно снабдување почнува со работа од наредниот ден, значи од 1 јануари 2013 година, и тоа почнува истиот месец, значи ги има и сите податоци на корисниците и на некорисниците, односно и на исклучените во тој систем. Морам да кажам дека во тој момент се случува еден криминал, а тоа е незаконско превземање на личните податоци на 20.000 исклучени и исто толков број на вклучени лица. И БЕК почнува да ги пушта сметките, а подоцна помените и тужбите, користејќи ги токму овие украдени лични податоци. Ние се пожаливме, односно граѓаните се пожалија до Дирекцијата за заштита на лични податоци заради овој проблем, каде што дирекцијата во одреден број случаеви донесе позитивни решенија, односно во корист на граѓаните, докажа дека БЕК ги на нелегален начин, на незаконски начин ги добил овие податоци и наложи да бидат уништени
Меѓутоа, истите лица и ден денеска се повторно добиваат сметки од БЕК, повторно се тужени од БЕК, и БЕК ги нема уништено личните податоци на лицата, иако Дирекцијата за заштита на лични податоци го наложи тоа, ги опомена и ги казни. Да. Еве ја повикувам Дирекцијата, значи повторно да го опомене БЕК, односно да направи вонреден увид во работењето на Балкан Енерджи снабдување ДОЕЛ и да утврди дали се податоците на овие лица уништени, односно дали се уште се злоупотребуваат од страна на компанијата Балкан Енерджи снабдување ДОЕЛ. Она што е најпроблематично во цела оваа приказка е за да се обезбеди работењето на БЕК, односно за да им се наплати на исклучените граѓани, се инволвирале и државни институции. Значи, во целата оваа работа не можело ова да функционира ако Уставниот суд не бил на ниво, односно не го штител како што треба Уставот и законите на Република Македонија, ако судовите работеле по законите и Уставот на Република Македонија, зборам за Основен суд 2, зборам за апелација, зборам за Управниот суд, за Висшиот управен суд, ако и други државни институции, како што се Дирекција за заштита на лични податоци, Комисија за заштита конкурентност, па би ги спомнал тука, можеби и имаат некоја одговорност и УЈП, имаат некоја одговорност и други институции, значи финансиска полиција и така натаму, не превземале мерки на време, туку значи и до ден денеска ние се влечкаме со овој проблем. Така. Кажи ми, се извинувам, кажи ми, интересна работа сега. Колку време вие како организација се залагате за правда, што ја барате? Ние сме на улица веќе 6 години, меѓутоа како организација сме пред 4 години формирани. Кажете ми, гледав дека изминатиот период добивавте каква таква, некаква, па барем и формална медиумска поддршка. Имаше ли некакво отстапување или бидејќи се случуваше нели шарената револуција, политичките турбуленции, заради тоа некако не влеговте во фокус? Дали сега повторно се актуализира што има нов момент во целава приказна? Ние сме постојано пратени од медиумите, можеби не во некој облик кој што ние би сакале, меѓутоа сме присутни таму. Сега е интересно што оваа недела треба да се донесат новите правила за снабдување. Започнат е процес на носење на тие правила во регулаторна комисија на енергетика. Морам да кажам дека овој процес е транспарентен, овој процес е фер. Значи до сега дека имаат сосема друг пристап него што беше со претходниот председател Димитар Петров. И мислам дека сме на прав пат делимично да исправиме оваа неправда. Дали оваа неправда со овие луѓе кои ги спомнавте? Добро, премиерот е бивши во бегство, има потерница по него, доле бедав, не може да се дојде, но вие како наследници посочувате сериозно големи компании и луѓе конкретно. Дали имате некоја разврска? Рековте негде пред емисијата, ве слушнав, нафрливте дека против вас се водат судски спорови. Какви, зошто и зашто ве гонат? Против мене лично БЕК снабдување ДОЕЛ има околу 17 судски спора. Значи за се ова што го кажуват... Дури не можам да ги добројам, значи да. Така? Значи јас сум за нив најголемиот криминалец, неплаќач, сум ги украл парите, па затоа ме тужат. Не сум само јас, значи стотици граѓани се тужени како мене. Стотици граѓани се рекетирани и им е наметната обврска да плаќаат нешто што не добиваат од оваа компанија. Во законот за енергетика и во преходниот и во законот, новиот закон што се донесе летово во 2018 година, нигде законот за енергетика не предвидува дека исклучен граѓанин, односно стан, граѓанин кој што има исклучен стан од парно системот на бившата топлификација мора да плати нешто на некоја компанија. Никаде го нема тоа. Не може со подзаконски акт да се смени закон. А тоа се правилата за снабдување со топлинска енергија. Подзаконскиот акт го
објаснува само законот. Ако во законот не е предвидена таква давачка, не може во правилата да се вметне такво нешто. Значи, ова е противзаконско работење на тогашниот состав на регулаторна комисија за енергетика и најголема одговорност ние ја гледаме токму во поранешниот председател. Само. Значи, да повторам, како што кажав на почетокот, бидејќи овие спомнати конкретни имиња и компании не се присутни тука, мојот стил е 1:1. Димитар Петров, екс-председател на регулаторна комисија за енергетика, и Методи Стојчев, управител на Балкан Енерджи снабдување ДОЕЛ, ако најдат за сходно или сметаат дека се повикани и треба да одговорат, јас како водител и ние како телевизија им стоиме на располагање за евентуално нивно гостување, дебата со господинот овдека или соопштенија. Морам според законот, значи и нив да им дадам простор и другата страна Потполно да се се слушне за оваа, бидејќи ова е прилично интересна тема. Но вечерва го направивме ова интервју затоа што утре Ману треба да донесе некаква одлука. Зошто Ману е вклучен во целиот процес и што треба тука Ману да расчистува? Ману не се вклучил за многу поважни работи во држава, па сега за парно. Ќе објаснам и тоа. Значи, Ману не носи одлука, Ману носи студија. Значи, дава своје експертско мислење во облик на студија за неколку прашања кои што ги поставивме како работна група која што работеше во регулаторна комисија за енергетика. Регулаторна комисија за енергетика побара од Ману да се изјасни за тие прашања и они во претходниот месец дена работеа на оваа студија. Вчера имавме состанок во регулаторна со Ману, со БЕК и со членовите на регулаторна, каде и со што БЕК? Да, и БЕК беа присутни, на сите состаноци се и БЕК присутни таму. Така. Каде што Ману даде една кратка презентација за она што го сработило, она што го увидела. Значајно за граѓаните тоа што Ману кажа дека токму оваа материја треба да се решава со закон, а не со подзаконски акт. Ние баравме како НОПАСАРАН, кога се носеше законот за енергетика, ова да биде стриктно решено во законот за енергетика, меѓутоа тогаш имавме од некои лица од економскиот сектор, високи позиционирани лица, имавме спротивно мислење и тие рекоа дека ова ќе се реши со подзаконски акти, каде што гледаме денеска дека тоа е грешка, дека не се решило тогаш. Бидејќи реков дека законот не предвидува обврска за плаќање, а правилата се што се сегашни, значи донесени 2012 година, предвидуваат, значи се донесени спротивно на законот за енергетика. Тоа не смело да се случи. Исто така Имате ли за ова правна помош вие? Или вие настапувате и самите како правници? Ние во НОПАСАРАН немаме класични правници, ние имаме лица кои што од мака го научиле правото и кои што се доста правно обучени. Дали вашиот глас може да биде валиден во целиот овој процес на донесување овие одлуки? Меѓутоа, ние исто така користиме и услуги на одредени адвокати и правници. Дел ги плаќаме, дел ни помагаат. Да, и ова цело искуство го користиме во работната група во регулаторна комисија за енергетика. Колку граѓани се опфатени со овој проблем? Колку има исклучени? Колку граѓани представувате вие како дружење? Во моментот спрема податоците на БЕК, ние ги немаме тие податоци, нити па можеме од нив да ги добиеме, се работи за бројка негде од 13 до 15.000 исклучени домакинства. Меѓутоа, јас велам дека има голем дел и за никогаш не приклучени домакинства, а на кои им се наплаќа сето ова. Значи, тоа е уште еден противзаконски акт на стан кој што никогаш не бил приклучен, меѓутоа некои од комшиите во таа зграда се приклучиле, БЕК се одлучиле да му испратат фактура и да го присилат да плаќа или да го тужат. И тоа испрема регулаторна е незаконско работење на оваа компанија. Ние ќе побараме од земање на лиценцата на Балкан Енерджи снабдување и заради ова, и заради дискриминацијата која што ја прави оваа компанија. Имено, оваа компанија во голем број на случаи на правни лица не им наплаќа ангажирана мокност. Иако се тие во склоп на зградите, каде што има мешано, значи и правни и физички лица кај што живеат, и каде што имаме само една постаница, односно едно физичко мерно место,
БЕК си дозволува да на тоа физичко едномерно место направи логички две мерни места, на кои што на едното логичко мерно место ќе ги оддели правните субјекти и ќе каже овдека сите се исклучени, затоа можеме комплетно да ги исклучиме, иако цевките поминуваат ни сите нив, односно користат на некој начин топлина, а овие физичките лица ќе ги ставиме на посебно логичко мерно место и тамо не се сите исклучени, па затоа мора да плаќаат исклучените. Значи тоа е дискриминација. Тоа го кажа и членовите на МАНУ дека е дискриминација, тоа го кажа и членовите на регулаторна и поради овој факт ќе бараме одземање на лиценцата на Балкан Енерджи снабдување доел. МАНУ што треба да донесе одлука? МАНУ не носи одлука. Она само увидува. Добро, МАНУ што треба да фактичка увиди состојба. и што тоа утре она треба да... Не е утре, веќе беше тоа, значи вчера се сретнавме со МАНУ, они ќе докомплетираат студијата, значи делимично имаат направено, донесено студија. Таа студија, врз основа на таа студија треба да се донесе одлука дали Точно. исклучените треба да плаќаат. Врз основа на таа студија, таа е една од работите врз основа на која регулаторна ќе донесат нови правила. Значи тоа ќе влие делимично на новите правила што ќе ги донесе РКЕ. Зошто е ова? Предпоставувам дека веќе никој не сака да ја измијат раце, да не биде нивна одговорност и препуштија на МАНУ како научна институција, они како ќе кажат по нивните препораки, така и да се постапи. Ова е затоа што МАНУ е стручно тело, експертско тело, а регулаторно е регулаторно тело. Регулаторно не е стручно тело. Сметате ли дека стручно тело може да донесе одлука во ваша корист? Не да донесе одлука, туку да донесе некоја студија или да каже свое Јас мислење. извинувам заради мојата реторика да донесе одлука. Да донесе одлука, потоа што Значи, да таа предложи. мора да- Сметате ли дека вакво стручно тело може да донесе студија во ваша корист? Препорака. Ние мислиме дека е веќе донесена таква студија, дека се кажува дека ние сите овие години сме биле во право. МАНУ рече нешто, а тоа е дека секој стан треба да биде третиран индивидуално. Значи не може да биде ставено сите топтан и да кажат за сите важат исти услови. Секој стан е различен. Ние затоа на некој начин во регулаторна ги поделивме исклучените на повеќе категории. Една категорија се исклучените до 31 јули 2012 година, кои што се исклучиле на постоечкиот закон, на постоечките правила, значи тогаш кога се дозволуваше исклучување без никаков надоместок. Значи таа категорија на исклучени кои што се негде 80 до 90% исклучени, да се исклучила кога немало никакви потреби од плаќање и затоа и делимично донеле одлука да се исклучат покрај големата цена и лошиот квалитет на грејењето. Втората категорија, која што се 10 до 20%, можеме да ја расчлениме на повеќе подкатегории, а тоа се на станови во кои што поминуваат цевки, станови кои што имаат едноцевен систем, односно низ цевките поминуваат во влезот на зградата. Значи, ако поминуваат цевките во влезот за зградата и ако се исклучени тие станови од овој систем, тогаш немаме ангажирана мокност. Повторно немаме губење на топлина преку цевки, преку радиатори и така натаму и не може да им се наплати во сметката ангажирана мокност. Тоа е криминал ако ви го наплатат. А на такви се обидуваат да наплатат? Значи сметката од БЕК вие за исклучените пишува ангажирана мокност. Порано пишуваше потрошена топлинска енергија, сега пишува ангажирана мокност. Ние на тоа се буниме. Да. Ангажирана мокност се согласи и регулаторно дека треба да биде за сега. Значи се согласи официјално не знаеме, меѓутоа согласно е во одредена мера дека треба да биде тргната од сметките и веќе да не постои како ангажирана мокност, бидејќи само прави проблеми во овој случај. И затоа ние се надеваме дека тоа конечно ќе биде тргнато и дека ќе немаат БЕК основа да им наплаќаат на исклучените. Ќе ги нема, ангажирана мокност нема да постои, нема да ги става во сметките. Дали тоа значи ретроградно дека ќе сите сметки кои ви се наталожиле наназад и ви барале да ги платите ќе бидат поништени? Тоа треба да ги прашаме во БЕК. Значи тоа ние сметаме дека треба тоа да се случи, меѓутоа не веруваме дека БЕК тоа ќе го направи, бидејќи БЕК работи за пари.
за профит, а сега треба да враќа пари на граѓаните, меѓутоа тоа нема да се случи, попрво би прогласиле стечај, него тоа да го направат. Тоа е мое лично мислење. Сега, За колкава сума збориме, да речеме по... од 500 до 1000 денари по стан. Па тоа не збориме Ама на... секој месец. Секој месец. Секој месец од 2013 година до денеска. Тоа се големи пари тогаш. Не се така мали пари. акумулирано. Тоа се огромни пари кои што БЕГ има земено од граѓаните. Не помножете сумата А ги земале? од 15 Тоа до се веќе 20 наплатени. илјади Тоа се луѓе домаќинства. кои веќе платиле, Веќе а не наплатиле, мал дел се уште во судска постапка како мене. Значи некои си можеби 300 до 1000 луѓе кои што се борат во судот тоа да го докажат. Така. Кои што решиле јас имам некоја чест и не сакам да ме гази ваква компанија како Балкан Енерджи снабдување, и ја ќе се борам на суд, иако во Македонија судовите се корумпирани и имаме толку ниски оценки баш за судството. Да се вратиме на оние сега на класификацијата на исклучените станови, дојдовме до онаа група на станови кои што се исклучени после 2012, односно јули 31 2012 година, кога се донесени новите правила, за нас противзаконски правила, и каде што поминуваат цевки, значи низ тие станови. Во тие станови е наметната службеност. Значи, исклучените не прават проблем што поминуваат цевките низ нивните станови, не им сметат на комшиите за цевките, да не се буднат за тоа, не сакат да ги сечат. Меѓутоа и не можете кога веќе им наметнувате службеност да им наметнувате и обврска за плаќање затоа што цевките таму сте им ги ставиле. Значи никој не се согласил нити прекупување на стан, значи нити во некаков договор го нема тоа да плаќа затоа што има цевки во станот. Нигде, тоа е небулоза, тоа ќе ве излажат, значи тоа кој ќе ви го кажат. Оваа група на исклучени од системот на топлификација можеме сега да повторно да поделиме на две групи, на луѓе што живеат во тие станови и луѓе што не живеат во тие станови. Ако луѓето живеат во станот, а поминуваат цевки во него и да не поминуваат цевки во него, сеедно, тој мора да се грее. Тој не може да се загрее од зидовите на комшиите. Значи, постоеше едно мислење излезено од регулатор на Комисија за енергетика во 2012 година, кој што тогаш за жал го цитираше и Ставревски, кој што во парламент, кој што тоа го цитираше многу смешно го цитираше и Уставниот суд при одбивањето на нашите иницијативи, а Уставниот суд не е стручно тело за енергетика, па тоа да го цитира, туку треба да го внимава на Уставот, значи на правниот дел од цела оваа приказка, а не на стручниот дел, кој што тоа го цитира и сите судии од Основен суд 2 и од апелација, кои што носеа решенија против граѓаните. Значи, такво мислење беше донесено од регулаторна и таму се велеше дека исклучените се греат од зидовите на комшиите и само се догрева до барана температура. Тоа е глупост. Денеска, ако овдека се грееме ние со климатизери, се грееме многу поквалитетно него комшиите. Односно, во мојот стан, јас се греам со климатизери, се гледам поквалитетно, поевтино. Господине, да. Ако добро ве разбирам, дека вие со греењето самите цевки ги загревате плюс. Вака, цевките се на повисока температура од климатизерот. Односно може да бидете на иста температура. Сега ќе ви кажам, термодинамикава. Јас сум енергетски менаџер, само да ви кажам. Така, електроинженер. Не можат да те манипулираат со цевките има некоја температура од 50-60 степени. Мојот инвертор климатизер има преку 50 степени излезна температура. Значи на иста температура. Собата е 25. Собата е негде околу 25 степени, можеби и повеќе. Што значи не е 10 степени, па повеќе па да ја да влече. се догревам, не може да се догревам. Ја може првиот ден да се догревам ако дојдам од празен стан. Не можам секој ден да се догревам, тоа е глупост, значи. Што очекувате вие у суштина? Што е по вас идеално решение? Бидејќи на самиот старт рековте, ако се создадат услови, ние сме подготвени да се вратиме. Ќе ви кажам, само да довршам со класификација. Извинувам. Значи, ние се грееме подолготрајно од она што не грее Балкан Енерджи Груп. Ние се грееме и навечер. Балкан Енерджи Груп во 10 кога си системот, до 11 може би има одредена температура, потоа до 6 сабајле тоа е ладно. Парното е ладно. Ние со климатизерите се догреваме, може да се догреваме и цела вечер. Кај нас температурата е поголема
од температурата во комшиските станови кои што се во рамките на овој систем и топлината преаѓа од кај нас, преаѓа кај комшиите, а не обратно како што е кажано во мислењето на регулаторна од 2012 година. Значи, Тотално топлината непрофесионално. иде од потоплото кон Кон поладното, поладното, а не секогаш. од поладното кон потоплото. Не може, невозможно е тоа, тоа е физички закон. Тоа е законот на термодинамика. И постои формула за тоа како оди таа формула. Значи тие знаат во регулаторна многу добро ја знаат таа формула. Фрижидерот не лади, туку одзема топлина. Фрижидерот грее од позади, а внатре лади. Одзема топлина, во суштина. Да. Он не лади, он одзема топлина. Да, ама они Тука е топлината мора да суштинска ја разлика. испушти од другиот крај, Така. од Затоа и радиаторот грее. позади што е на задната Така. страна. Сега останува уште една категорија, последна категорија, а тоа е категорија на луѓе кои што се исклучиле по носењето на новите правила и кои што не живеат, значи во тие станови, односно не ги загреваат. Ако не ги загрева, тогаш тој прави одреден дисбаланс, значи на рамнотежата на топлината, значи во тој објект. И Добро. јас како енергетски менаџер, Такви малце се тоа претпоставува. се многу малце случаеви. Тоа се луѓе кои што имаат повеќе станови. Така. Да. И тоа се многу малце тие такви случаеви. Јас како енергетски менаџер можам да кажам дека можеби треба или да ги загреваат на одредена температура становите, иако не живеат тамо, или да имаат некој удел, значи во плаќањето на тоа мерно место. Да, моите пријатели ми велат дека ако ништо друго за да не ти замрзнат зимно време цевките, од чисто штити си го просторот барем на некој минимум со оние панели на замрзнување. Колку Па би требало не го со греј, термостат туку нешто или со термостат. климатизер на одредена пониска температура да го направи држиш, тоа. така. Меѓутоа, ние имаме една одлука на Уставен суд од 2009 година кој што токму оваа категорија ги заштитило, односно каде што вика дека овие исклучени граѓани кои што не живеат во своите станови немаат никаква обврска за плаќање за услуга која што не ја користат. И Уставниот суд носи одлука, не носи решение, и тоа е единствена одлука до ден денеска. Понатаму другите беа решенија од кои што Уставниот суд се исклучува или веќе одлучил, кај што кажува, а беше спинувано во медиуми дека Уставниот суд донел одлука исклучете да плаќа, што не е точно, тоа е ноторна лаж. Да? И оваа одлука на Уставниот суд од 2009 година, на тој состав, е на ниво на закон и треба да се почитува. И секое непочитување на оваа одлука е кривично дело и ние повикуваме на органите да постапат, односно кривично треба да одговара оваа компанија поради непочитување на оваа одлука на Уставниот суд. Значи ги покривме сите категории на исклучени граѓани и сега знаеме дека и Законот за енергетика не дава таква обврска и дека тоа не може да се наметне таква обврска во ниедни правила за снабдување или во друг подзаконски акт. И сега го очекуваме решението на Регулаторна комисија енергетика и ние мислиме дека конечно ќе добиеме правично и законско решение, се надеваме дека ќе биде тоа така. Имате ли поддршка од партии, други здруженија? Ова не е партиски Знам. проблем, ова е граѓански проблем. И не сакате со партии да имате? Со партии не, меѓутоа морам да кажам дека Имате ли добро, извини, имаме прием, значи сега во оваа власт неколку пати успеавме да се состанеме и да им го кажеме проблемот и да им го кажеме дека проблемот не е само во една димензија, не е само во димензија со регулаторна и со БЕК, туку е многу поголем проблемот и правен е проблемот. Значи имаат Во ова се вклучени и нотари, значи во ова за жал не најдовме на разбирање во Нотарската комора за овој проблем. Најдовте или не најдовме? Не најдовме. Нотарската комора едноставно ги заштити своите членови нотари, тоа се околу мислам дека се 16 нотари на територија на град Скопје кои работат на наплата на долговиве. Кои што прифаќаат документ од Balkan Energy Group, односно Balkan Energy снабдување Доел и кој што не е оригинален документ и кој што не представува веродостојна исправа и го представуваат како веродостојна исправа и го пуштаат во правниот промет понатаму, односно го пуштаат, го проследуваат или до извршител или до Основен суд 2.
Тој е едниот учесник во овој ланец, вториот учесник во овој ланец за жал се судовите. Тука е основен суд 2, кој што ние детектиравме 20 и неколку суди од основен суд 2, кои што донеле противзаконски решенија и ги оштетиле граѓаните со тие решенија. Детектиравме и уште 20 на суди, односно тоа се неколку судски совети, тричлени совети од апелација, кои што повторно со гласање донеле решенија против граѓаните, односно ги оштетиле, а тоа се противзаконски решенија, бидејќи повторно прифатиле постоење на веродостојна исправа, таа ја нема во цела оваа работа. Ние осетивме и борба во парламентот, се донесоа неколку закони со кои што му се олесни на снабдувачот да во целата оваа постапка, и ние постојано водиме и правна борба. Бевме и на носењето, најавната дебата на носењето и за законите за извршување за нотаријат. Значи дадовме своји сугестии, меѓутоа таму не видовме дека нешто прифатија, за разлика од сега постапката во регулаторна комисија за енергетика. Комплицирани големи проблеми. Не да е комплицирани големи, не можам димензијата, бидејќи ја прв пат се соочувам со ова. Кажи ми, дали имате пристап до други медиуми? Дали ве третираат? Дали ви даваат ваков медиумски пристап да ги искажете овие работи, или чувствувате дека постои некоја блокада? Порано имавме повеќе внимание од медиумите. Морам да кажам дека и ние во одреден период престанавме да ги информираме за нашите протести, иако тие ден денеска трајат, значи имаме негде 218 редовни протести пред Триумфална капија. Престанавме да ги информираме бидејќи почна се појавија лица инфилтратори кои што ги користеа медиумите за други цели. Затоа одлучивме да не ги информираме медиумите, да доаѓаат на нашите протести, и можеби тоа се одрази во јавноста на друг начин. Сизифовска борба. Дон Кихотовска просто е оваа борба. Ја не можам да со сигурност да тврдам дали сте во право или не, но аргументацијата која изнесовте овде е навистина многу слојна, прилично комплексна, и мислам дека ќе бара, ако има интерес од јавноста, ја така реагирам, се извинувам, но ќе ве поканам повторно во емисија. Секако, уште еднаш на крајот, по ваша сугестија, значи, вие бевте доволно доблесни, знаевте дека овдека ќе добиете простор, но сте спремни да се соочите и да дебатирате и со луѓето кои ги прозвавте, а тој е Димитар Петров, екс-председател на регулаторна комисија за енергетика, Методи Стојчев, управител на Балкан Енерджи снабдување ДОЕЛ. Сите вие и вие повторно сте поканети во било кое време, слободно контактирајте ме, ќе добиете простор во емисијата, дали за соопштение или за гостување. Јас сакам да ги поздравам и повели. Балкан Енерджи груп и Тето сакам да ги поздравам. Значи јас имам уште една тужба од нив. Тоа е, мислам дека 18-та ќе ми биде поред, на $1.000.000, поради нарушување на угледот на овие две компании. Со вакви искази? Со мој статус на Facebook, да. Да, го видов тој статус што го објавивте, дури адвокатската канцеларија Поленак е Поленак, вклучена во ова. Да. Бараше да се извините, така. Јас на мој начин се извинив, значи на Тето побара да се извинам, потоа и Бек се приклучија во сето ова, се осетија навредени. Тето не знам дошто се осети навреден, бидејќи нив ги поврзав само со Балкан Енерджи, бидејќи имаат иста фирма мајка, значи во овој случај, тоа е Битар Холдингс, компанија која што е регистрирана, мислам дека на Кипар. И тоа го има и во медиумите, може да го видите, дека е така. И еве вас вака ќе ги поздравам и ќе им порачам дека имаат 2 недели да се откажат од тужбата и писмено да ме известат, затоа што екипата за борба против овие компании се веќе се спрема. Имам поддршка од голем број на граѓани, имам поддршка и од правни експерти во овој случај, и оваа борба ќе ја водиме транспарентно и јавно,
и ќе ги повикаме сите медиуми да дојдат да бидат присутни на рачиштата во тој истиот Основен суд 2, кој што ние го сметаме дека има голем број на суди кои што судат незаконски. Моје мислење е дека ова е веќе наместена работа и дека ова веќе се знае и кој судија ќе биде, ќе ме суди, бидејќи лично го побарав председателот на Основен суд 2 Илир Сулемани да ми одговори на писмено барав дали моите предмети, ги набројав и кои предмети од тој датум се распределени по АКМИС системот во Основен суд 2, каде што не добив конкретен одговор од господинот председател на Основен 2. И еве сега користам оваа прилика повторно да му се обратам и да побарам јавно да каже дали моите предмети кои што ги имат по број се распределени по АКМИС системот или некој ги делегирал на рака на одредени суди. Маријан Ненов, ја ви благодарам за вашето гостување вечерва. Толку е просторот и времето. Ќе се оградам од некои ваши ставови, бидејќи не можам да ги проверам. Оставам доволно простор за сите оние што се сметаат прозвани да повелат на дебата Слободно. или сами или преку нивни Еве и господинот соопштенија. Илир Сулемани ќе го повикнеме од председателот на Основен суд. Емисијава е скоро секоја вечер, така што ќе има доволно простор за секој да се искаже својата страна. Ја ви благодарам уште едно за вашето гостување. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.